Да, во име на Либерално-демократската партија го искажам ставот за вчерашниот извештај кој што го добивме од страна на Европската унија за она што и јас лично и како партија предупредувавме месеци наназад за тоа што не очекува во овој извештај и што за жал не се случи. Либерално-демократската партија со голема загриженост го проследи извештајот од страна на Европската унија, со што всушност и завршува 5-годишниот циклус на еврокомесарот за проширување Штефан Фуле. За жал наместо тој циклус, тој мандат да заврши со пофалба, со еден омаш на тоа што го направи и што требаше го направи Република Македонија, завршува со остри критики. Ова е најостриот извештај што досега го добила Република Македонија и, мора се каже искрено и отворено на македонската јавност, паралелно, наместо она што се случува со извештајот со Република Македонија, другите земји, другите аспиранти добиваат пофалби за својот напредок патот кон Брисел. За утеха на Република Македонија е дадена препорака за преговорите и понатаму, меѓутоа сите знаеме како јавност, не само политичка, туку и поширока, дека таа препорака е условена, дека таа е полна со апатија и дека тоа Брисел всушност го прави за да ја задржи стабилноста на земјата и се разбира стабилноста на регионот, затоа што Македонија недвосмислено и влијанието во Македонија се поврзани со состојбите во регионот. Европската унија констатира дека македонската демократија не функционира и дека веќе неколку години е дефицитарна, дека е анемична и дека всушност пука по сите шалови. За жал, ние од земја која што бевме пример, станавме негативен пример во регионот и се посочувани како не треба да се работи кон патот на Европската унија. Јас, како што кажав на почетокот, 2 месеца укажав најдобро намерно со едни конструктивни критики за тоа каков извештај не очекува. Верував дека тие оценки, тие сугестии, па, ако сакат отворени пренесени пораки, ќе допрат до оние луѓе кои што ја водат државата во момент, но тоа за жал не се случи и затоа имаме ваков извештај. Брисел јасно ни кажа дека сме ги унисале владењето на правото, слободата на говорот и независните медиуми, професионалната администрација, независното судство да не го заборавиме, конкурентната економија, невладиниот сектор како и стабилноста на монетарната политика, поставувајќи ова многу битно равенство помеѓу партијата и државата, но и равенство помеѓу етиката и корупцијата и криминалот. Равенство помеѓу слободната мисла и заканите стравот и притисоци кои што се случуваат во Република Македонија и кои што се набележени во извештајот. Навистина е страшно да слушнете, а уште пострашно е да прочитате за својата земја во 21 век дека оди во ќосокот, дека во безизлез. И за таквото чувство кое што ни го приреди нас како граѓани на Република Македонија, оваа влада мора да одговара. Затоа што знаеше што се случува, знаеше што прави, но ништо не презема во тој правец. Она што го добиваме како пријателска сугестија од Брисел е дека всушност реалноста која тие воочуваат во Република Македонија е полоша од она што е напишано во извештајот. И затоа се уште се внимава со употребата на по-остри термини само за да се задржи, како што кажав, стабилноста на државата и да не се урниса колку што е тоа можно оној проект кој што беше зацртан на тоа да Македонија биде дел од ова полноправно, да биде полноправен член од ова семејство. Сугестиите доаѓаат дотаму да овие денови до јавноста поширока, која што е навлезена во ова прашање, и се праќаат пораките дека ако сакаме да имаме држава, ако сакаме да изградиме како што треба, ова е крајно време тоа да го сториме. И дека политичарите во Република Македонија, кои што неизлечиво се зависни од пари и од моќ, во лош правец се однесува Република Македонија. И додека се стабилизиравме или се обидовме да се стабилизираме од овој негативен извештај, стигне на уште понепријатна ситуација, а тоа е реакцијата на премиерот на владата на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија, кој што ни кажа дека ова бил позитивен извештај за Република Македонија. Верувајте, сакам граѓаните да го знаат тоа, дека во Брисел се шокирани на ваквата интерпретација од страна на председателот на владата на Република Македонија. Крајно несериозен чин
од страна на човекот кој што ја води ова влада и поради кој што добивме ваков извештај. На крај би сакал да кажам дека од денес почнува 5-годишниот циклус во европските интегративни процеси и Македонија треба мощно и внимателно да го прати тој период. Либерално-демократската партија сака да и порача на власта дека никакви спектакуларни апсења во судството и дека никакви префрлања на вината на опозицијата нема да доведат позитивни чекори кон овој извештај. Напротив, црвеното светло е вклучено и ако час поскоро владата не преземе конкретни чекори, Македонија дефинитивно ќе го изгуби патот кон Брисел.